Илјадници пакети и пратки од денес ќе бидат детално проверувани преку новиот рентген поставен во царинската испостава во пошта. Од играчка порачана преку интернет па се до опасен товар, што криминалците и терористичките групи ќе сакаат незабележано да го протнат. Низ скенерот ќе минуваат стотици пратки во минута, а со помош на вештачка интелигенција операторите ќе добиваат сигнал за секаква сомнителна пратка. На овој начин ќе се спречи трговијата со огнено оружје, муниција, дрога и експлозиви низ Западен Балкан. Во време на рапиден пораст на трговијата, високата количина на поштенски пратки представува потенцијална опасност тие да се користат за дистрибуција на недозволени стоки како што се дроги, експлозиви и оружје. Оттука, спречувањето на користењето на трговијата како канал за дистрибуција од страна на криминалците е од исклучителна важност за ефикасно справување со безбедносни закани. Царинските службеници и вработените во пошта со новата машина ќе може да разликуваат органска материја од метал и пластика, да препознаваат потенцијални делови од огнено оружје, муниција или експлозив, па дури и кога се сокриени во двојно дно или во густи пакувања со други производи. Важно е колку е истренирано окото на оној што ја гледа сликата. Можеби обичен наблюдувач нема да забележи разлика помеѓу овие боци, но трениран оператор ќе види дека бојата е различна, доколку едното е обележано со органска, а другото со неорганска материја, а ја имаат истата налепница. За директорот на Македонска пошта, скенерот е од исклучително значење за поштенското работење. Живееме во време во кое секојдневно се соочуваме со сериозни закани предизвикани од криминални мрежи кои се вклучени во трговијата со забранети супстанци, огнено оружје, дрога и слично. Од тие причини како донација е одважна на непречено откривање на ваквите материи и предмети, а кои може да се дел од поштенските пратки. Рентген платформата е произведена од американската компанија Astrophysics, а во рамки на проектот Hermes 2 веќе се спроведуваат и обуки за операторите што ќе работат со новиот уред, но и активности за подобрување на соработката меѓу царината, МВР и јавното обвинителство. Онлайн купувањето по пандемијата постојано расте, а со тоа и обидите криминалните групи да внесат забранети материи преку поштенски пратки. Новиот скенер, како и донираната опрема, се обезбедени со поддршка од Германија, Шведска, Холандија, Франција, Обединетото кралство и Норвешка, преку Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал.